На свечената седница по повод 8 октомври присуствуваше делегација од збратимини од град Лугош, Романија, предводена од градоначалникот Франциск Болдеа, директорката на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој Билјана Вуковиќ, пратениците во Собранието на Република Македонија Слаѓана Митовска и Трајчо Димков, представници од Македонската православна црква Кривопаланечко архиерейско наместништво, политички партии и останати гости од јавниот живот во Крива Паланка. Голема чест е да се твори и вложува за развојот на сопствената општина, да се создава за разубавување, подобрување на инфраструктурата, културата, спортот и образованието, се во интерес на напредокот на градот. Затоа сме вложиле многу јас и мојот тим во изминатите 8 години работење, работејќи посветено со реализација на бројни проекти со буџетски средства и огромна поддршка од владата на Република Македонија, истакна во обраќањето градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски. На седницата беше доделена и 8 октомвриската награда која се доделува како општествено признание за особено достигнувања во разни области на трудот и твориштвото од значење за развојот на општината и нејзина афирмација во Република Македонија и светот. Годинашната награда 8 октомври му беше доделена на Средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка, институција која се грижи за развојот на младите образовни кадри во градот. Повеќе од 6 децении образувајќи кадри кои ја афирмираат општината и државата ширум светот, за што говорат бројните награди и признанија доделени на наставниот кадар и учениците. Се разбира дека е привилегија да добиеш 8 октомвриската награда. Ние ова година бевме почестени, прво сакам да израдам огромна благодарност до градоначалникот, до советот на општината, на сите оние кои учествуваа и размислуваат дека треба да се даде наградата на нашето училиште. Бидејќи привилегија да бидеш најдобар, привилегија да го избереш најдобриот пат во животот, привилегија да застанеш на цврсти нозе во животот, а тоа е, се разбира дека е нашето училиште, односно Ѓорче Петров. Се разбира дека ние во овие 56 години што како постоиме, успеавме многу да направиме, многу да вложиме, се разбира да го избереме оној пат кој води кон посрекна иднина на идните генерации кои што доаѓаат во нашето училиште. Награда 8 октомври му беше доделена и на Цоне Крстевски, истакнат археолог од Крива Паланка, кој со својата 40 годишна плодна истражувачка работа во овој регион, но и во Македонија и надвор од границите, го афирмира богатото културно-историско наследство на државата. Ова посебна чест никогаш нема да заборавам, сега сум малку и возбуден. Ова ми е сатисфакција за све она што сум сработил, не само за Крива Паланка, но за цела Македонија. Све она што ми зборува академик професор Битракова, со нешто го направи, вика, со афирмација на нашето културно наследство ни светот, со најекспортираниот археолошки артефакти, винишките теракоти. Ова ми дојде како круна нашата награда од моите сограѓани, односно од Советот на општина Крива Паланка и градоначалникот. Од страна на Сдруженијето на пензионери на Крива Паланка и Ранковце во име на Сојузот на Сдружение на пензионери на Република Македонија, на седницата му беше врачена и плакета за особени заслуги и поддршка на градоначалникот Алексовски. Посвечената седница пред спомен бистата на паднатите борци од НОБ беше положено цвеќе, а чествувањето на 8 октомври продолжи со официјално пуштање во употреба на патишта и изложба со уметнички фотографии 8 години театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски.